Државните електрани никако да успеат сите три блока во РЕК Битола да работат истовремено. Во услови на поварни температури, најголемиот домашен производител на струја веќе цела недела работи со само 1/3 од своите капацитети. Во погон е само блокот 2, откако на 16 месецов започна непланирана санација на цевководниот систем на блокот 1. Од РЕК Битола се правдаат. Подготовките за вклучување во мрежа на блокот 1 биле завршени, ама сега се чекало МЕПСО да создаде услови за тоа, што било практика која траела 4 децении. Веќе неколку денови се е подготвено за вклучување на блок 1, но МЕПСО не обезбедува услов за тоа. До крајот на месецов и блок 3 треба да биде на мрежа и комбинатот да работи со полн капацитет. Ниските температури немаат речиси никакво влијание врз производството на струја во РЕК Битола. На депонијата за јаглен има околу 300.000 тони резерви, а соодветно на овие временски услови се одвива и производството во рудниците. Информираат од РЕК Битола. Прашавме и во МЕПСО, зошто се уште нема зелено светло за блокот 1 да се стави во мрежа. Одговорот не конкретен, ама ветувачки. Се работело. Техничките лица на АД МЕПСО и на АД ЕСМ се секојдневно на терен и се во постојана комуникација во насока на надминување на настанатата ситуација. Сакаме да потенцираме дека проблемот е од техничка природа и не задира во безбедноста на снабдувањето со електрична енергија. Со заеднички ангажман на стручните екипи на двете компании очекуваме проблемот да се надмине во текот на следниве неколку денови. Се вели во одговорот од МЕПСО. Дали трикратно намаленото производство на домашна струја во период на значително зголемена потрошувачка ќе го зголеми и увозот на прескапа струја и дали потрошувачите можат да бидат спокојни дека струја ќе има доволно, прашавме во ЕСМ. Ама оттаму без конкретен одговор. Очекувано смируваат. Производството на електрична енергија е стабилно, а снабдувањето се одвива редовно и непречено, во согласност со потребите на потрошувачите. Во тековното работење на АД ЕСМ, набавките на електрична енергија се одвиваат согласно планот за производство и набавка на електрична енергија за 2023-2024 година, како и берзанските цени, велат од ЕСМ. Инаку од почетокот на годинава цената на струјата повторно е зголемена, а воведена е и нова ставка пристап до мрежа, како и така наречениот данок на луксус. Според последните податоци од Евростат, граѓаните во Македонија плаќаат најскапа струја во однос на земјите од регионот, односно 10,5 евра за 100 киловат часа.